Две деца на возраст од 3 и 4 години во текот на оваа недела починале како последица на компликации поврзани со грип, соопштија од Институтот за јавно здравје. Децата од Кичево и Гостивар биле хоспитализирани на клиниката за детски болести во Скопје на одделот за интензивна нега. Во текот на првата недела од 2017 во Македонија пријавени се 8067 новозаболени лица од грип, што представува намалување од 14,9% во споредба со претходната недела кога биле пријавени 9485 случаи, велат од институтот. Добро е што лидерот на ДУИ не му попуштал на лидерот на СДСМ во однос на правењето влада, изјави Зијадин Села од Алијансата на албанците во интервју за емисијата Клик Плюс на ТВ21. Тој смета и дека Никола Груевски треба јавно да им се извини на албанците, а идеална влада во овие околности би било широка влада која за 2 години би направила уставни промени и законот за јазиците. Истовремено од партијата БЕСА за ТВ21 изјавија дека немаат намера да разговараат со ВМРО ДПМНС додека партијата е раководена од истите луѓе како и досега. Евентуално би се преговарало само ако актуелното раководство јавно се извини за сите шовинистички изјави и истапи дадени во минатото, велат од БЕСА. Францускиот суд во Колмар денеска го ослободи поранешниот косовски премиер Рамуш Харадинај со кауција. Судот му наложи на Харадинај 2 пати неделно да се јавува во полицијата, а одземен му е и пасошот. Со ова Харадинај е на слобода, но во Франција и таму ќе ја чека одлуката за евентуална екстрадиција што ја побара Србија. Француската гранична полиција го апси Харадинај минатата среда на 4 јануари по потерница од Србија за наводни воени злосторства врз србите и неалбанското население на Косово во 98 и 99 година.